Почитувани гледачи, добре дојдовте. Се надевам дека сте во добро расположение. Денес викенд, а по напорниот ден, еве со што јас ќе го задржам вашето внимание. Останете на оваа фреквенција, петочно следуваат прилозите. Следниве намирници можат да предизвикаат несакани вишокилограми. Еве кои се тие. Внимавајте. Претераното консумирање авокадо или јаткасти плодови може да доведе до зголемување на килограмите. Иако се полни со протеини и добри масти, представуваат одлични антиоксиданси, сепак ако се претера со нивна консумација, можат да предизвикаат несакани вишок килограми. Ова се 12 здрави намирници, кои всушност дебелеат. Авокадо. Авокадото на вистина е супер храна. Едно авокадо содржи 10 грама влакна и речиси двојно повеќе калиум од бананата. Го снижува холестеролот, го намалува ризикот од диабетес и рак и го подобрува здравието на кожата. Меѓутоа неговата мана лежи во тоа што содржи многу масти, па така и покрај сите негови предности, во случај на преголема консумација, постои шанса од добивање вишок килограми. Најдобро е умерено да се користи само како додаток, односно зачин во конкретните оброци кои ги приготвувате. Јаткасти плодови. Исто како и авокадото, јаткастите плодови содржат голема количина добри масти. Но како што знаеме, здравото нужно и не мора да значи дека е добро. Со неколку чаши пиво и неколку раце од овие закуски можете да внесете сериозна количина калории. Една тацна јаткасти плодови содржи околу 135 калории, што не е нималку со оглед на количината која во овој случај се изедува. Затоа и се препорачува само 1 до 2 раце дневно. Протеински чоколади. Протеинот е добар, зар не? Секако дека е добар, но не и доколку одлучите да го зајакнете со лоши масти и шеќер. Ваквите чоколади служат за дополнување на енергијата во случај на долги прошетки, напорно вежбање, планинарење и сите други ситуации кои подразбираат сериозно влошување на истата таа енергија. Исто така, кога ги купувате ваквите чоколади, обратете внимание тие да содржат помал процент на шеќер. Мусли. Во теорија, ваквите миксови богати со влакна представуваат одлична ужина или појадок. Проблемот е што ваквите пакувања најчесто содржат шеќер, мед, чоколадо или друг вид на засладувач, кој значително ги зголемува калориите. Исто така, при ваквите пакувања многу е тешко да се одреди порцијата. Препорачлива доза се 4 супени лажици, мерка која тешко може да го засити било кого. Затоа мешавините е најдобро самите да си ги направите, или ваквите оброци да ги сочувате за период кога сте повеќе физички активни, за да ви послужат како добар извор на енергија. Сушено овошје. Да, добро звучи фактот дека сите хранливи материи и антиоксиданти од овошјето се помешани на едно место. Но проблемот е што куповното сушено овошје главно содржи и дополнителен шеќер. Затоа одлучете се за свежо овошје или сушеното, консумирајте го во умерени количини. Чоколадо. Чоколадото со висок процент какао содржи соединенија кои се нарекуваат полифеноли, кои помагаат при снижувањето на крвниот притисок. Но пред да го воведете чоколадото во секојдневната исхрана, бидете свесни за фактот дека заедно со какаото доаѓаат и заситените масти и шеќери. Затоа, при купувањето бирајте ги оние со најголем процент на какао и одлучете се за помало чоколадо наместо за поголемо. Храна без глутен. Дури ако не се подложни на алергија, многумина се одлучуваат за тестенини, колачи и пици кои не содржат глутен, само бидејќи така звучи поздраво. Но еве еден факт. Повеќето безглутенски производи содржат поголем број калории од оние кои се богати со глутен. Затоа е најдобро да се држите до оние производи кои природно не ја содржат оваа состојка, како што е киноата, на пример. Хранливи течности.
Ваквата купечка вода, која има енергетска функција, може да делува како најголем спас при мамурлак или при ранouтрински задачи, како и за оние доцна петочните. Но таа енергија која ја чувствувате, всушност доаѓа повеќе од шеќерите отколку од витаминот Б и електролитите. Затоа, хранливите материи треба да ги примате од храната, а не од овие обоени течности. Шејкови. Шејковите по кафулињата се послужуваат во оверсайз чаши, кои се богати со разни додатоци како што е чоколадото. Сето тоа резултира со чаша богата со помеѓу 600 и 1000 калории. Подобро е самите вие дома да си направите микс од состојки кои вие ги сакате, секако во умерени количини. Туна. Од повеќе причини, туната представува одличен избор, а покрај тоа постојат и многубројни начини за нејзино приготвување. Една конзерва содржи нешто помалку од 200 калории, само 1 грам масти и 42 протеини за изградба на мускулите. Но ако туната ја претворите во салата, тогаш доаѓаат проблемите. Само една лажица мајонез додава дополнителни 10 грама масти и плюс 90 екстра калории. Одлучете се за посен мајонез наместо обичен, а ако правите сендвич, не го затворајте, туку комбинирајте го со само едно парче леб или уште подобро, наместо леб, искомбинирајте со зелена салата. Кафе. Еден филџан кафе има 5 калории, но повеќето луѓе се одлучуваат за разни додатоци во кафето. Само шеќерот и млекото додадени во кафето можат значително да ги зголемат калориите, доколку не се води сметка. Например, лате кафето содржи околу 300 калории и 15 грама масти, и тоа без шеќер. Затоа е најдобро да додадете само лажичка крем во прав, наместо цела чаша млеко, или евентуално целосно да го исфрлите шеќерот од кафето. Грчки јогурт со вкус. Грчкиот јогурт е апсолутно фантастичен, особено сладките варијанти. Но само една порција од овој јогурт содржи околу 16 грама шеќер, половина од препорачаната дневна доза. Затоа, многу подобро е да купувате обичен јогурт и самите да си додавате свежо овошје или нешто друго според сопствената желба. И секако, за крај, се што е во помали количини е многу поздраво. Семињата имаат голема моќ и содржат многу скапоценни хранливи материи. Сепак, семињата даваат позитивно влијание врз кожата, ноктите и лицето. Еве, што треба да знаете за нив. Семињата како лен, сусам, чија, семки од тиква и сончоглед се важен дел од здравата исхрана и за среќа, тие се се поприсутни на трапезите на оние кои што се грижат за своето здравје. Тие помагаат да ја внесете потребната дневна доза на протеини, есенцијални хранливи материи, а воедно и значително помагаат за превенција на многу болести. Доколку ги јадете секој ден, тие ќе бидат вашиот природен извор на енергија. Разните видови семиња се значајни најмногу заради големата количина на хранливи влакна што ги содржат. Хранливите влакна се драгоцени за добро дигестивно здравје. Тие постепено го подигаат шеќерот во крвта, што се одразува со зголемена енергија после јадењето. Друга важна компонента која ја содржат семињата се здравите масти, поточно омега-3 масните киселини. Овие масти помагаат во намалувањето на ризикот од појава на срцеви заболувања, депресија, деменција и артритис. Исто така, омега-3 масните киселини се од голема важност за развојот и функцијата на мозокот. Ке наброиме некои од најчесто употребуваните семиња, кои што одлично се комбинираат во вкусен и многу хранлив микс и можат да се додадат во секаков вид на јадење, салати, во јогурт или смути. Комбинацијата од лен, сусам, сончоглед и семки од тиква е богат извор на здрави масти, протеини, јаглехидрати, минерали и витамини. Семињата не само што ќе го зголемат квалитетот на храната, туку и значително ќе го подобрат вкусот на јадењето.
Ленено семе. Лененото семе е помеѓу првите кои што го добија статусот на суперхрана. Тоа е најдобар извор на растворливи растителни влакна, кои што овозможуваат регулирање на шеќерот во крвта и апетитот. Лигнаните кои ги содржи лененото семе се смета дека го намалуваат ризикот од рак. Исто така, лененото семе е и богат извор на омега-3 масни киселини, кои делуваат противвоспалително на организмот. Сусам. Придобивките од сусамот се познати од многу одамна, а неговиот вкус му дава богата арома на јадењето. Сусамот е драгоцен извор на калциум, цинк, растителни влакна, железо и витамин B1. Лигнаните што ги содржи го намалуваат холестеролот во крвта и го штитат црниот дроб. Исто така, сусамот го успорува старењето, го подобрува здравјето на коските, поседува антиканцерогени својства и го подобрува расположението. Семки од сончоглед. Семките од сончоглед содржат соединенија на полифенол и хлорогенична киселина, а тие се природни антиоксиданси. Сончогледот е богат извор на Б-комплекс витамините, како ниацин, фолна киселина и тиамин. Сончогледот исто така содржи и витамин Е, бета-каротен и други витамини во помали количини. Семки од тиква. Семките од тиква содржат големи количества на железо, магнезиум, цинк и витамин К. Според едно холандско истражување, витаминот К нуди заштита од развивање на дијабетес тип 2. Железото пак одржува високо ниво на енергија. Семките од тиква го подобруваат кардиоваскуларното здравје, простатата и штитат од одредени видови на рак. Тие се природен извор на триптофан, аминокиселина, која може да го подобри спиењето. Консумирајте ги без сол и непечени, за максимално да ги искористите нивните придобивки. Од недостатокот на железо доаѓа до вртоглавица, губење на здивот. Еве, кои намирници треба да ги консумирате за да ја подобрите ваквата состојба? Недостатокот на железо, медицински познат како сидеропенија, е еден од најчестите здравствени проблеми кои се должи на малнутриција. Малнутриција се јавува при неадекватен внес на потребните хранливи материи, во овој случај намален внес на железото. Доколку оваа состојба не се третира, се јавува железодефицитна анемија која ги вклучува следниве симптоми и знаци: замор, малаксаност, вратоглавица, опаѓање на косата, бледило, лупање на срцето, главоболка, кршливи ногти, пика и така натаму. Со цел лекување на железодефицитната анемија, потребно е да се нормализира нивото на железо во крвта. Освен готовите препарати на железо, значајна улога во постигнување нормално ниво на железо има и адекватната исхрана. Затоа, дознајте кои намирници се богати со железо и вклучете ги во вашата исхрана. Спанаќ. Спанаќот е еден од најбогатите природни извори на железо. Покрај железото, ова растение изобилува со витамините А и Е, калциум, растителни влакна и протеини. Најдобро е спанаќот да се консумира сиров, но доколку не сте љубители на вкусот на сировиот спанаќ, вклучете го како додаток во пита, вегетаријанска лазања, омлет и слично. Леќа. Леќата е одличен извор на железо, а освен тоа е богата и со растителни влакна, што значи дека по оброкот ќе бидете сити подолго време. Дополнително, леќата помага за намалување на холестеролот и регулирање на шеќерот во крвта. Може да ја вклучите во сендвичи и салати или пак да ја приготвите како супа. Џигер. Животинските изнутрици, како што е џигерот, се одличен извор на железо. Џигерот е богат со витамините А, Д, Е и С, фолати, протеини, а во траги можат да се најдат и бакар и цинк. Џигерот може да го вклучите во вашето секојдневно мени како додаток во супите, да го приготвите на скара или пак да го комбинирате со грашок, боранија, бамја. Изборот е ваш.
Сепак, џигерот не треба да се консумира во изобилство, бидејќи содржи високо ниво на холестерол, што може да предизвика други здравствени проблеми. Семки од тиква. Семките од тиква се идеални за на вашето тело да му ги обезбедите потребните минерали. Покрај со железо, тие се богати со манган, магнезиум, фосфор и цинк. Семките од тиква го подобруваат имунитетот и благодарение на антиоксидансите кои ги содржат, го штитат организмот од канцерогени промени. Затоа, вклучете ги во вашата секојдневна исхрана. Може да ги набавите како готов производ или пак да ги одделите од тиква и сами да ги испечете. Црвено месо. Црвеното месо, како што е телешко, јагнешко, свинско, е богато со железо, цинк, фосфор и Б витамини. Со цел стабилизирање на нивото на железо во крвта, се препорачува да биде вклучено парче црвено месо во 3 оброка неделно. Внимание! Не се советува пречесто консумирање на црвено месо, затоа што може да има негативни ефекти врз здравјето и да промовира појава на кардиоваскуларни болести или одредени типови на канцер. Темно чоколадо. Квалитетното темно чоколадо изобилува со антиоксиданси, полифеноли, витамини и минерали. Тоа го намалува ризикот на кардиоваскуларни болести и има антиканцерогено и антиинфламаторно дејство. Темното чоколадо изобилува со манган, магнезиум, селен, бакар и се разбира со железо. Затоа, доколку имате дефицит на чоколадо, на железо, консумирајте неколку коцки темно чоколадо 3 до 4 пати неделно. Избирајте чоколадо со колку што е можно повисок процент на какао, минимум од 60 до 70%. Тофу. Тофуто кое е направено од соја е фантастичен извор на протеини, железо и калциум. Освен тоа, тофуто има ниско ниво на холестерол, а содржи и витамини Б и К, тиамин, омега-3 масни киселини, магнезиум и селен. Благодарение на нутритивните состојки, оваа намирница, покрај при железо дефицитната анемија, помага при превенција на кардиоваскуларни болести, рак на дојка, диабетес и остеопороза. Сусам. Сусамот е уште една здрава намирница која изобилува со железо. Освен тоа, сусамот е богат со цинк, бакар, витамин Е, магнезиум и фосфор. Ова семе помага во превенција на остеопорозата, го намалува холестеролот и го подобрува здравјето на крвните садови. Затоа, вклучете го во вашето секојдневно мени како додаток во салата или пак во главно јадење. Алергија е реакција на имуниот систем на штетни материи кои ги вдишуваме. Кои се најчестите причини за алергија? Која е диагнозата, лекувањето? Дознаваме во продолжение. Имуниот систем е составен од разни типови на специјализирани клетки, протеини, ткива и органи. Неговата главна функција е детекција на штетните микроорганизми и нивно уништување. Кога имуниот систем погрешно ќе детектира одреден алерген како штетен, тогаш и покрај тоа што алергенот не е опасен за организмот, се активираат имунолошки реакции со цел уништување на штетниот патоген. Во тој случај станува збор за хиперсензитивна реакција тип 1, односно алергиска реакција или како што ја нарекуваме алергија. Најчести предизвикувачи на алергиска реакција се убодот од инсекти. Одредена група на луѓе развиваат алергиска реакција при убод од одредени инсекти, пчели, оси, стршлени и така натаму, како одговор на нивниот отров. Симптомите на алергиската реакција може да бидат различни, од благо црвенило и мал оток на местото на убодот, до гадење, замор и лесна треска, а во одредени случаи и анафилакса. Анафилаксата представува акутна алергиска реакција предизвикана од антигенот, во овој случај отровот од инсектот, на кој телото е хиперсензитивно. Симптомите вклучуваат оток на лицето, јазикот, устата и грлото, отежнато дишење, низок крвен притисок, чешање и промена на бојата на кожата, гадење, повраќање, диареја, вратоглавица и губење на свест.
Доколку не се лекува, анафилаксата може да резултира со смрт. Храна. Кај голем дел од луѓето се јавува реакција на организмот на одредени прехранбени продукти. Па честа причина за таа реакција се смета алергијата на храна, што во повеќето случаи не е точно. Затоа, треба да се направи разлика меѓу алергија на храна и интолеранција на храна. Алергија на храна е хиперсензитивна реакција посредувана од имуниот систем, која е одговор на одредениот вид храна. Симптомите се поизразени, а во одредени случаи и опасни по живот. Може да се јави оток на устата, јазикот и грлото, трнење на јазикот, кожни промени, па и развој на анафилактичка реакција. Интолеранцијата на храна е неалергиска хиперсензитивна реакција, на која генерално не е одговорен имуниот систем. Се карактеризира со симптоми кои се помалку сериозни и најчесто се поврзани со дигестивниот систем. Најчестите нутритивни алергени за нашето поднебје се јајце, млеко, кикиритки, пченично брашно, зрна од соја, морков, јагоди, риба и слично. Латекс. Кондомите, балоните, медицинските ракавици и други медицински материјали се направени од латекс, гумен материјал кој содржи протеини на кои одредени луѓе се алергични. Алергиската реакција може да се развие од едноставен контакт и допир со материјалот. Клиничката слика вклучува од лесни симптоми како чешање и црвенило на кожата до можност за развој на анафилаксата. Домашна прашина. Домашната прашина е чест предизвикувач на алергиски реакции. Симптомите се кивање, течење на носот, затнат нос, солзење и чешање на очите. Превенцијата вклучува одржување на чист дом, избегнување на предмети на кои се насобира прашина, како плишани, играчки или предмети од кои тешко се отстранува прашина, редовна промена на постелнината и така натаму. Полен. Симптомите за алергиска реакција на полен најчесто не се животозагрозувачки, но ни најмалку не се пријатни. Кивање, течење на носот, затнат нос, чешање и солзење на очите се само дел од симптомите со кои се справуваат луѓето кои страдаат од овој тип на алергија. Лекови. Алергијата на лекови е позастапена отколку што се претпоставува. Најчесто, ако се појави алергиска реакција на одреден лек, се советува прекин на негова употреба. Доколку е неопходно да се прими лекот, докторот бара соодветна замена. Во случај да не постои замена за лекот, алергиската реакција може да се контролира со антихистамини и кортикостероиди, но само ако претходела лесна клиничка слика. Најчести симптоми се кожни промени, оток на лицето, отежнато дишење и анафилакса. Животни. Луѓето кои развиваат алергиски реакции на животни, всушност се алергични на протеините пронајдени во клетките од кожата. Најчесто мртвите клетки од кожата, односно првут, плунката и урината на животното. Во одредени случаи, за да се развие овој тип на алергија, е потребно подолго време, дури и до 2 години, а симптомите може да се провлекуваат со месеци. Најчесто симптомите на алергија на животни се слични со симптомите предизвикани од полен, но постои можност да се јави симптоматологија со појак интензитет, како отежнато дишење, стегање во градите, недостиг на воздух при спиење и така натаму. Мувла. Постојат повеќе типови на мувли, а на голем дел од нив луѓето развиваат алергиски реакции. Мувлите имаат потреба од влажност, па затоа се јавуваат на места каде што има влага, како што се бањата, подрумот, кујната, подкровјето, места каде што има пукната цевка за вода, места каде има трева или купчиња од исушени влажни лисја. Симптоматологијата е слична како алергијата на полен и домашната прашина. Драги гледачи, овде е и крајот на емисијава Здравето пред се. Се надевам дека со право го задржа вашето внимание. Ви посакувам викенд во кој ќе одморите и ќе уживате со вашето семејство и пријателите. Се гледаме од понеделник. Пријатно!